Дебата меѓу 7 кандидати за претседател на државата сепак ќе има. Изборните штабови на сите претенденти за врвната позиција во земјава денеска потврдиле дека се согласуваат со повикот на актуелниот претседател Пендаровски да настапат на главна, така наречена мастер дебата. Утврдено е дека таа ќе се одржи на неутрален терен, што би значило не во студио на некоја конкретна телевизија, туку можеби во некој простор соодветен за таков настан, како на пример конгресна сала. Сите медиуми ќе може да вршат пренос од дебатата, а секој од кандидатите ќе може да донесе своја публика. Техничките детали се уште се усогласуваат меѓу 7 изборни штабови. Потврдено е дека ќе нема исклучување од дебатата на никој од кандидатите, како што побарале некои од учесниците во претседателската трка. Тоа барање пред се однесувало на Стефчо Акимовски поради неговото назначување на американската црна листа. Државната изборна комисија потврди дека има 7 претседателски кандидати и за нас не постојат спорни кандидати. Го почитуваме гласачкото тело на сите кандидати и кога некој претендира да стане шеф на државата, треба да го има предвид фактот дека тој е претседател на сите граѓани. Нашата идеја е дебатата да се одржи со сите 7 кандидати, кажа од штабот на Пендаровски на денешниот брифинг. Истовремено најавија дека Пендаровски во вторник ќе одржи конвенцијата на која ќе ја презентира својата програма, 2 дена пред официјалниот старт на кампањата. Опозицијата вели дека очекува валкана игра и за претседателските и за парламентарните избори. Црната кампања е карактерна особина на оваа влада. Не очекуваме дека таа црна кампања ќе престане, која што изобилува со монтажи, со навреди, со многу измислици, клевети и така натаму. Нашата цел е оваа кампања да водиме позитивна кампања, односно да зборуваме за проекти, да зборуваме за решение на проблемите на граѓаните, а не да се оптеретиме со тоа кој колку бил лош, бидејќи сите граѓани знаат дека владата на СДСМ и ДУИ беше лоша, односно да бидам попрецизен, полоша влада од осамостојувањето на Македонија немало. Владеачкиот СДСМ вчера со дел од политичките партнери ја официализираше коалицијата за европска иднина, која, како што вели лидерот Ковачевски, се темели на вредности. Пратеничките листи се креирани, тие се одобрени на Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Знам дека и најголемиот дел од коалиционите партнери веќе ги одобрија на своите партиски тела. Има уште некои организации со кои што разговараме во однос на потпишување на меморандуми за соработка или на декларации и кои што се базираат исклучиво на вредности, а тоа е интеграција на Северна Македонија во Европската унија, затврстување на улогата како значаен член на Северна Македонија во НАТО и секако унапредување на владењето на правото и борбата против корупцијата и унапредување на економскиот развој. Вечерва ќе заседаваат Централниот и Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. На двете седници треба да се потврдат листите за пратеници за 6 изборни единици кои ги состави партиското раководство. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.